Членовите на Советодавниот одбор на проектот Управување со инфраструктурните средства, советодавни услуги за комуналните предпријатија во Југоисточна Европа се состанаа во Загреб за да ги презентираат постигнатите резултати во првата фаза на реализација и да ги постават постулатите за идните насоки на делување. Проектот обединува 30 јавни комунални предпријатија од Македонија, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина, кои добиваат техничка подршка преку два асет менеджмент центри, УЦВИ во Белград и Акваса мрежата за БиХ. Во моментот многу е важно да се информираат раководителите во општините за неопходноста од правилно управување со имотот кој им е даден на менеджирање на јавните предпријатија. Asset management is not only a technical issue, it is not only a topic which has to be handled by the technical staff in the public utility. It has as well a very clear consequences and benefit for the municipalities. And I would say for the next year and the next period of time, we should work on that, involving municipal decision makers in this project, making them aware, bringing them skills, or understanding why is asset management very important for the municipality. Локалната самоуправа, односно избраните представници, градоначалникот и советите, да можат врз основа на податоци кои доаѓаат од техничко ниво да градат јавни политики за подобрување на услугите кон граѓаните. Проектот всушност има за цел да ја обедини на едно место општинската администрација. Saradnja se ostvaruje putem udruženja vodovoda, asocijacija gradova i opština i potrebno da te dvije institucije što više načelnika opština dovedu da sjede zajedno, da čuju međusobno probleme i da vide da se ti problemi mogu riješiti. Ali da se mora raditi kako bi se neki problemi riješili, a da ne samo da pričamo o problemima. Бројот на инволвирани јавни комунални предпријатија од регионот ги надминува очекувањата, а првичните ефекти од имплементацијата резултираат со се повеќе заинтересирани страни за вклучување во втората и третата фаза. Меѓутоа, се уште треба да се работи на промоција. Лично, ево, као и директор водовода Велика Кладуша и као председник Падобрад за водоснабдјање и одводњу, ангажирати што веќи број i upoznati što veći broj direktora vodovodnih preduzeća da se uključe. Pred nama stoji ponovo čitav niz promotivnih aktivnosti, ponovo stavljajući naglasak zapravo koje su koristi, koje su vrijednosti ovog programa, kakve zapravo beneficije preduzeća koja se odluče priključiti našem programu mogu ostvariti kroz učešće. Good thing about this project when we see have a look at the further future is that we can make it possible that these services we are offering within the project through the strategic partnership from Heidelcomp and the expert hubs can be also rendered to the public utilities after the project. Крајниот рок за имплементација е 2019 година, а целостата финансиска конструкција тежи 2 милиони евра. Од регионалниот состанок на Советодавниот одбор на проектот за Ирис телевизија од Загреб, Трајан Ристовски.